Исплата на субвенциониран студентски оброк, редовна исплата на стипендиите и најавеното зголемување, подобрување на условите во студентските домови како и младинска гаранција, се дел од мерките и проектите на владата со кои што се опфатени младите во нашата држава, рече на денешната пресконференција Драгана Куцевска, претседател на Социјалдемократската младина на Македонија од Куманово. И оваа учебна година продолжи исплатата на субвенционираниот студентски оброк, мерка која до пред некоја година воопшто и не постоеше. Во следните неколку денови на сметката на студентите ќе легнат финансиски средства за месеците септември, октомври, ноември и декември. Во тековната 2022 година продолжи редовната исплата на стипендиите за студенти од државни и приватни факултети, кои во следната година ќе бидат покачени. Подобрувањето на студентскиот стандард оди паралелно со создавање достоинствени услови во студентските домови. Не треба да заборавиме на катастрофалните услови во кои ги затекнавме домовите во 2017 година. Во меѓувреме, студентскиот дом Гоце Делчев е целосно реновиран, а во тек е реновирање на Кузман Јосифовски. Следната година нов лик ќе добијат и студентските домови Пелагонија и Стив Наумов. Со цел да им помогне на младите околу наоѓање пракса или работа после завршување на нивното школување, воведена е младинската гаранција. Според кумановските млади социјалдемократи, исклучително важна е и поддршката која што владата им ја дава на младите луѓе кои што се занимаваат со земјоделство. За таа цел, висината на неповратните средства за млад земјоделец до 29 години зголемена е од 10 на 20.000 евра, потенцира Коцевска.